Собранието го представува гласот на граѓаните и е единствен орган на државната власт кој има надлежност да донесува закони. Собранието е во постојано заседание и работи на седници. Седниците на собранието ги свикува председателот на собранието. Собранието е еднодомно и го сочинуваат од 120 до 140 пратеници, кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Мандатот на пратениците трае 4 години и тие не можат да бидат отповикани. Организацијата и функционирањето на собранието се уредуваат со Уставот на Република Македонија и Деловникот на собранието. Согласно Уставот, собранието може да одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број пратеници, така наречен кворум. Постапката за донесување на законите е уредена со Уставот и Деловникот на собранието. Право да предлага донесување на закон има секој пратеник во собранието, владата на Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи. Иницијатива за донесување на закон до овластените предлагачи може да даде секој граѓанин, група граѓани, институции и здруженија. Согласно Деловникот, предлог законот овластените предлагачи го поднесуваат до председателот на собранието, кој го доставува до пратениците. Согласно Деловникот, законодавната постапка се одвива во 3 читања. Во рамките на првото читање, предлогот на закон прво се разгледува во матичното работно тело и во законодавно-правната комисија, а доколку произведува финансиски импликации, се разгледува и во Комисијата за финансирање и буџет, односно друго заинтересирано тело. Матичното работно тело и законодавно-правната комисија одржуваат општ претрес по предлогот на закон. Предлогот на закон потоа се разгледува на седница на собранието, каде се одржува општа расправа и се одлучува дали предлогот на закон може да се даде на второ читање. А ако собранието одлучи дека предлогот на закон не е прифатлив, законодавната постапка се прекинува. За предлогот на закон кој е од поширок интерес, собранието може да спроведе јавна дискусија, која треба да го направи предлогот на закон достапен за сите заинтересирани страни: граѓани, јавни установи, институции, невладини организации, синдикати и други, кои може да доставуваат своји мислења и предлози, кои заедно со предлогот на закон се доставуваат до собранието на второ читање. Во постапката од второто читање на предлогот на закон може да се поднесуваат амандмани. Амандман представува предлог за изменување или дополнување на предлогот на закон и може да биде поднесен од страна на пратеник, пратеничка група или работно тело. Ако се усвои амандман, се подготвува дополнет предлог на закон во кој се вградуваат усвоените амандмани и образложение. На второто читање на седница на собранието се води претрес само по оние членови од предлогот на законот што се изменети со амандмани и само на тие членови може да се поднесуваат амандмани. Амандмани може да поднесе секој пратеник, пратеничка група и предлагачот. Доколку собранието усвои амандмани на повеќе од 1/3 од членовите на дополнетиот предлог на закон, текстот на законот се подготвува за трето читање. Но доколку на седницата на собранието не се усвои ниту еден амандман, тогаш не се врши трето читање и на истата седница се преминува на гласање по предлогот на законот во целина. Во третото читање не се вклучени работните тела и тоа по правило се одржува на наредната пленарна седница на собранието. Во текот на третото читање, собранието расправа и одлучува само по членовите на дополнетиот предлог на закон за кои се поднесени амандмани и одлучува за предлогот на законот во целина. Скратена постапка за донесување закон може да се примени на барање на предлагачот во следните случаи: ако не е во прашање сложен и обемен закон, ако престанала важноста на некој закон или одредби од некој закон, и ако не се работи за сложени и обемни усогласувања со правото на Европската Унија. Кога предлогот на законот се разгледува по скратена постапка, собранието одржува и општ претрес. Второто и третото читање се одржуваат на иста седница на собранието. По исклучок, законот може да биде донесен и по итна постапка, кога тоа е неопходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството, или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката, или во случаи на поголеми природни непогоди, епидемии и други вонредни и неодложни потреби. Кога предлогот на законот се разгледува по итна постапка, не се одржува општ претрес.
Второто и третото читање се одржуваат на иста седница. Законите се прогласуваат со указ. Указот за прогласување на законите го потпишуваат председателот на Републиката и председателот на Собранието. Председателот на Републиката има право на суспензивно вето, односно може да одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот. Во тој случај, Собранието повторно го разгледува законот и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот на Републиката е должен да го потпише указот. Председателот на Републиката е должен да го потпише указот и доколку законот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Пред да влезат во сила, законите се објавуваат во службен весник на Република Македонија.